Немој да трескаш на контролира. Сега ти видиш на охраните дали ти ќе го видиш. Ама ти ќе одеш. Ве молам, продолжете да снимате како што снимавте и досега. Вие прекете представник, вашиот представник ни за се што требаше. Тоа е ваша вина затоа што вашиот представник што ме представува во рамките на постановата. Шо мене приказната тога и се. Апсолутно ја мене. Апсолутно ја Вие треба да искате да кажете. Вие господине, вие се ставени на таа позиција. Вие се стави. Она е била кај вас. Ова инспектор 5 години се врте делото. И 10. Немој да следваш нешто тролирани. Значи ја на овај начин на дискусија нема да дискутирам. Ваше е право да протестирате, меѓутоа ако ќе разговарате нормално институционално, тогава ќе го решаваме проблемот. Овај начин на мене не ми се свиѓа. Ја немам никаква врска да ги решавам проблемите на луѓето директно врска. Ја морална врска. Добро сослушајме. Добро сослушајме. Значи имам морална врска и апсолутно се слагам со вас. Вашето барање е апсолутно на место. Ја дојдов да видам што е тоа што го барате и што како тоа може да се процесира да биде безболно за двете страни. Ја не викам ништо друго. Мојата идеја беше, чисто како идеја, да се патот санира како што треба, додека да се направи тај крак према подвожњаков. Да се користи, а тај пат да даде обврска градоначалникот кога ќе го направи. За 6 месеци, за колку ќе го направи? 3 години го прават. Не. Ама тогава кога ќе застанеме заедно и тогава нема дека да мрда 3 години. 3 години го прават, значи. Слагам се. И мене. Ама моето барање беше уште не беше пуштен експресниот пат. Дека ние ќе комуницираме. Како мислите најголемата фирма во Источна Македонија да комуницира? Никој немаше одговор. Ајде мане од тебе. Значи не, сакам да ти кажам, овака ние само ќе дојдеме да се конфронтираме, да видиме што е решението. Првично слушнавте од колегата кој што е стручен и официјално лице, раководител на сектор и е градежен инженер, и тоа сакаше да ви објасни дека заклучоците за кои што се воде општината и сака да го реализира, односно реши овај проблем кој што не е од вчера, него е наназад и сите веќе тоа го повторија, да не го повторувам и јас. Значи патната инфраструктура во овој момент воопшто не издржува возило, тешко товарно возило. Во моментот, бидејќи првично тука немаме утврден сообраќајен режим, за да имаме знак, треба да имаме сообраќајна документација, треба да имаме согласност. Ама вие не дозволувате сега да се искажеме, нели? За да се утврдува сообраќајен режим, мора да имаме сообраќајна документација, тоа е сообраќајен проект за утврден режим. Треба да добиеме согласност од МВР и треба да издаде општината решение за утврден режим. Сето тоа, за да го направиме, ни треба време и времето ќе биде употребено кога ќе се направи. Продавате ни демагогија, значи. Немој да мислиш дека се четврто деление. Гарантирам дека 70% са висши и високо образовани. Значи ова е меја Значи и Рако е запознаен началник и Колчо, и Любчо, и овај Извинете, Извинете, по интерес